Ама сте ги наредиле? Браво! Нашата гама на SUV возила е многу силна. Пред повеќе од 25 години Toyota го произведе првиот RAV4 и со тоа практично го создаде SUV сегментот за цела автомобилска индустрија. Денес сакаме да излеземе во пресред на сите различни потреби и барања на нашите клиенти и затоа ја развивме целата гама на SUV возила. Aygo X е најмалиот SUV во гамата на Toyota. Простран, компактен, многу добар дизајн. Yaris Cross има SUV карактер во компактна каросерија, висока позиција на седење, бензински и хибриден мотор. CHR е пионер на новиот дизајнерски јазик на Toyota. Впечатлив SUV кој привлекува внимание. Новата Corolla Cross е SUV верзија на најпродаваниот автомобил во светот, а RAV4 е првиот меѓу најпрвите во SUV сегментот. Сега е достапен како бензинец, самополнечки хибрид и плагин хибрид. BZ4X е првото целосно електрично возило на Toyota под брендот Beyond Zero, кој може да помине повеќе од 450 км со едно полнење на батеријата. Highlander е моќен SUV со хибриден погон и 248 конски сили, стандардно опремен со 7 седишта. Land Cruiser е кралот на сите патишта. Сакаш премини река, сакаш спуштај се по карпи, ѕверкава ќе те однесе на најтешкиот терен и безбедно ќе те врати назад. А гаранција? Сите имаат 10 години гаранција и стандардна опременост со напредни безбедносни системи Toyota Safety Sense. Значи нешто ќе правиме, не знам. Ајде да имитираме ликови. И зашто па ликови да имитираме? Еве, ја ќе ти имитирам тебе, ти мене. Што викаш? Ајде бе, важи. Ти добро имитираш. Ја супер. Знам да имитираме, како не знам. Не знам, ти си као... Јас сум Антонија Гиговска, као пеам нешто, не знам. Ова не личи на мене. Да бе, па ајде ти имитираме мене. Еве, бај да ти имитирам. Јас сум Жаре, водам емисија. Бла, бла, бла. Добро имитираш. Добро имитираш. Назад во студио, после многу долго време, сезона 14. Погледнете каква промена имаме. Еве го логото сезона 14. Да го видиме логото од сезона 13. И гледате каква е промената, многу голема. Ваква промена немало од 90-тите, крај на 90-тите, кога Јапонија го смени знамето и од круг што е со одредена црвена боја, стана круг што е со малку друга црвена боја. Преголема промена, но не е ништо страшно. Продолжуваме ние со она што е страшно, а тоа е инфлација. Единствено пострашно е докторот да ти пише дојде да правиме муавет. Или стагфлација, и тоа е исто пострашно, ама тоа е за економистите, нема да го коментираме. Терминот инфлација доаѓа од латинскиот inflare, што значи се пумпа, се шири. Така се пумпаат и шират цените кај нас. Сигурно сте сите свесни за тоа, освен ти што секогаш полниш бензин за 1000-дарче. Ти. Цената денес не значи дека ќе биде иста и утре, но сте размислили што ќе се случи ако истата се менува и уште побрзо, а не ден за ден? Што ако е час за час? Или што ако е секунда за секунда? Се случувале и такви работи. Ние размисливме што ќе се случи ако ете, да речеме, човек оди да купи некој најбанален производ и ова му се случува, и еве го одговорот на истото. Ало? Срце, извини многу. Не ти кажав преска, ама
сега гледам, немаме млеко. Па може да се вратиш да земеш млекце? Чекай. Колку е млеко? Дебе, толку немаш врска од цени, не знам. Печие се негде, оди земи и врати се, ајде. Ај, добро. Се ме враќа од пред врата цел живот. Млеко. Еко. Млеко. 90 денари. Ова ми вика сум. Лепи, извини, секунда само. Изволте. Ова само млеко вие, немате друго? Ова е најдоброто млеко, имате одличен избор направено, само 100 денари, јас би купил веднаш. Како бе 100, човече, не ова ценен сок бе пише овде колку е цена. 110 денари. Што да Цената се смени друга беше пред Ама мене. господине, значи како што гледате, таа е цената, литар млеко 150 денари. Ја не знам што е нејасно. Ме заебавате. Ме заебавате, скриена камера ова. Господине, ако не ви се купува млекото, еве вратете го млекото. Ако сакате купете го, што да речеме? Што да речеме? Вите, 200 денари млеко. Не, човек. Јас. Пак. Колку каже дека е литар млеко? 250 денари. Па преска друга бројка ме каже. Добро, еј. Здраво, дече. Само млеко. Кажи ме колку е? Па беше 350, 450 денари. 350. Да. Океј, куцни го побрзо 500 има. Да, господине, ама купувате млеко, колку сакате да е цената? Ви фалат сепак уште 100 денари. 100 денари? Да. Ај, батели, со карта се платам. Ајде. За жал одбиена е. Немате доволно средства на картичката. Убе, немам средства на карта со уште 1000 денари, имам преска провери. Па имате 1000 да, ама млеково 1050. Пробај со оваа 3000 имам, пробај, куцај! Господине, само момент. Одбиена е ова. Одбиена, а? Океј, нема везе. Еве ова, овде има 10.000 денари. Дедо ми у Втора светска војна си има порено со нејс. Да, еве сега ја куцам. Еве, задржавај ке те лупнам од терминал, куцај! За жал и со ова ќе должите 10 денари. Ама ај, сепак нели комшија сте, ќе ви простиме. И гледам оце нешто растревожен сте. Готово. Па да, не е проблем за 10 Кото денари. заврши работа. Да, убав ден. И вие. Ало. Срце. Извини, заборев да ти кажам, се снајдов без млеко најдов рецепт. Извини, стварно. Фала многу. Сегашноста не е таква каква што е, но тоа не значи дека и днината нема да биде светла. За да дзирнеме што не чека во 2024-та, не, 2000 која? 94-та, сигурен сум. Да дзирнеме што е во 2094 година, го имаме колегата Маријан во Лајме од иднината. Гледате Лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 5.2.2094 година. Ова се вестите на денот. Протекоа шокантни фотографии на кои се гледа како гори рутерот на познатиот пејач Ламбе Лабаковски. Човекот просто го запали интернетот. Половината деловна вечера на која требаше да се дискутира за кризата со прехранбените производи беше одложена. Се испостави дека Бојан Маричич го изел целото јадење. Денеска конечно беше пуштена во употреба пругата Скопје-Софија заедно со новиот експресен воз. Овој високо софистициран и технолошки суперуреден воз е толку експресен што уште никој го нема видено. Исто како и пругата. Данела Арцовска се разреши самата себе. Откако веќе не остана ниту еден директор во градот Скопје, при една вербална комуникација самата со себе, Арцовска се врачи отказ. Предлог законот за решение за енергетската криза не беше усвоен, снема струја за принтерот. По 180 години робија, конечно на слобода Миле Јанакиевски. А вечер имаме ексклузивно интервју токму со господинот Миле Јанакиевски. Така.
Господин Јанакиевски, добра вечер. На почеток би сакал да ја прашам како го поминувате времето на слобода. Добра вечер. Па видете вака, јас не зборувам многу за себе. Знаете, сепак, нели јас сум затворен тип. Да, тоа го знаеме секако, но споделите нешто, гледачите сигурно би сакале да знаат. Па ете, ќе пуштам некоја серија, ќе гледам. Ете, почнав пред некоја време една серија. Ама изгледа џабе ја пуштив, пошто кај да ете ќе ме уапсат пак и така. Prison Break да не ја почнавте да ја гледате. Од кај ти па текна? Кога сме кај Миле ми текна во Будимпешта, тамошниот премиер, господинот Никола Груевски, постави споменик во ваша чест, па како вие би го искоментирале сето тоа? Па огромна чест е, нели, че пуштат споменик. Тоа е уште еден доказ, нели, за мојата честна и посветена, би рекол, макотрпна работа, да му служам на овој народ. Се извинувам. Господин Јанакиевски, уапсен сте заради сомнение за труење на фоки на островот Фиџи. Ајде со мене. Ама каков остров, каков Фиџи? Па вчера излегов од затвор. Не знам, јас тоа не пратам политика, слабо политика. Ама вчера излегов од затвор. Ајде со мене, ајде. Кога има магла, види ме. Ајде. Кога ќе падне? Тоа беше Миле Јанакиевски, а вие гледавте Лајме од Едината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност. А сега нашата гостинка нема што да губиме време во најави. Таа е тука, таа е подготвена и е Антонија Гиговска! Четиринаесета сезона, а Антонија е трет пат. Јас сум трет пат, да, трета среќа. Пред 2-3 Трета години. среќа и 100% лапсус ќе имам некој се. Ќе направиш некој? Ќе кажам нешто што не Ќе треба. видиме, ќе кажеш нешто што не треба. Дај Боже. Никако. Пред 2-3 години беше првиот, ама мислам предходниот. Јас имам мака првиот да се сетам кога беше, зашто беше пред 6 или 7 или 8 Па години. пред 6, само што тогаш бевме во Ти и Мартија бе. во цутот на кариерата. Во Почетоците, да. Со Мартија бевме. Најпопуларни. Со Мартија, да. Тоаш бевте И на Пинк. Тоа ни беше прво гостување кај тебе. Да. Така малечки. Да, имавте трема. Имавме трема многу. Сега немаш. Мартија не толку, јас повеќе. Мартија беше потака, можеби. Да, А поздрав за Мартија? Мартија, здраво Мартија. Како се чувствуваш сега? Знаеш, бидејќи се изнашате и во странство, по Балканов, овакви гостувања, веќе ти се ништо ново. Знаеш, се менуваш со тек на години, похрабра и Па да, похрабра си. дефинитивно, а меѓутоа пак имам некоја така... Сега дефинитивно имам поголема одговорност. Добро. Кога почнавме, првата емисија која се снимаше, Мартија имаше, мислам дека 11, а јас 14, да. Она има сега 18. За девојче од 14 години не може тоа да нема притисок, да нема товар. Знаеш, ти си сепак средношколка, тек прва година, сите те знаат, на школа девојчињата ти Одам, не љубоморат, кога одиш, кога не одиш. Кога не одам, да. Како да Имаше кажам, проблеми дефинитивно на тоа зема почетокот. данок, што би се рекло. И ти беше тешко да го пребродиш сето тоа, да речам, без некои проблеми. Па ми беше тешко затоа што тогаш и почнав со школа. И имав и од некои професори разбирање, од некои не. И тоа се случува. Имав и нели пак, ние сме биле деца, не ни можам да го ставам тоа како проблем. Добра. Затоа што имало и љубомора, имало и неубави коментари, имало и Ма има оние и кои еден што... момент кај што, мислам, сега не знам тоа дали сакаш да го зборим или не, ама на матурата. Знаеш, дури, знаеш, тоа си стои, кога славиш матура, имаш повод што е за прослава.
basically, така? И Да, дали тогаш сега директорката, Евровизија. дали професорката излегува да јавно да ти честита, така? Професорката македонски Каролина, ај ќе ја раскажи поздравам како во овој оди момент. тој момент. Па само што пристигнав од Израел, од Телавив, бевме Ти со беше пратечки Тамара. вокал на Тамара. Да, со Тамара и тој успех што го постигнавме таму и тој успех што го постигна Најголемиот Тамара, до мислам сега. дека е најголемиот до сега. И имаше така некој момент кај што баш беше се во брзање за да стигнам на матура, затоа што ќе ми беше криво да не стигнам на матура. Бевме сите таму, требаше да се вратиме. Ние се вративме со Дарко Димитров ден пред да се вратат сите други. Аха. Тамара. Специјално за матурата? Да, специјално за матурата се Ајде. вратив, а Дарко се врати со мене. Заедно бевме и тука се случи хаос после Евровизија. Сите слават, сите Да. некој трча лево, некој трча десно, а ние клучот го бараме од соблекувална. Не можеме да го најдеме клучот, сите ствари ни се таму, а авионот не чека. Значи авионот не чека. Со Дарко трчање натака, навака, некако го земавме клучот, сите под еуфорија. И стигнувам вечерта, другиот ден се спремам за матура, идам на проба фустанот, све нели, сите Да биде како процедури. што треба. Да, и вечерта на матурата професорката македонски Каролина, ќе ја поздравам во овој момент, навистина ми беше многу голема поддршка во тоа време. И излегува да каже дека да ме поздрави, да каже дека Антонија пристигнала од Израел, дека постигнала голем успех со Тамара на Евровизија, Честито. 7 место, честито се. Proud. Да, и сите место аплузот дадат, сите Сите, ама не сите, сигурно не сите. 50-50. Некој аплауз, некој Добро, не може да не ти е, не знам, мака после такво нешто. Па ми беше мака искрено, не се осетив баш убаво, ама што знам, тогаш и бев помала. Како се враќаш после тоа? Знаеш, која ти е мотивацијата да речеш добро, лоши се, злобни се, не Па знаат. не, сепак сме биле деца. Така го гледам тоа. Така? Не можам да го гледам од нека лоша страна, од лоша перспектива. Тогаш може да ми било тешко, меѓутоа сега кога ќе се навратам, Одиме понатаму и тоа. одиме е тоа. понатаму, деца сме биле искрено. Добро, и тоа не е лошо. 18 години са, не сме деца, ама пак. Знаеш, тоа е еден успех. Ова со Пинк е друг успех и нека се множа, дај Боже. Ама не се убави работи што се случуваат на сцени. Имено има една случка баш на Пинк звездички, мислам дека на твоето второ таму појавување, кога на All Stars. сцена си и се случува нешто интересно. Дали може да го пуштиме тоа, дали го имаме како видео? Го имаме како видео. Ајде да видиме што се случува, значи таму. Тука е... Опа! Ај уште еднаш да го пуштиме ова, дали може? Се врати го. Опа! Браво! Да го заврши на интензивно. Антонија Дивовска. Не се уходавте со... На интензивна не го заврши, да го Черката. после тоа. И ја носеа. Ама знаеш најко си стана? Си продужи као, немаш гајле. И што е уште потрагично, после тоа, после падот, Добро. пеев многу подобро од пред да паднам. Само доверба нешто ти дојде, А стварно пеев многу подобро, Ма, искрено. тоа не е трагично, И одлично е. Едно од најдобрите изведби ми е вака вокално. Што Но сум пред да задоволна. паднеш така, ама откако паѓаш, Па ја ми веќе станав тоа е и не знам тоа. како станав, искрено. Почнав се смеам после на... Види, тоа значи дека се снаоѓаш на сцена. И сите останаа вакви гоца Тоа ме гледа. значи се снаоѓаш Наташа. на сцена, ама јас би сакал да направиме тука еден челендж, да видиме како се снаоѓаш на нашава сцена. Значи ќе изиграме, ај вака ќе направиме. Што можеме челендж да дадеме? Нека биде повторно со танц, нека биде со танцување. Значи, Добре. предизвик кај што ќе свириме различни музички жанрови. Ние подготвивме разни жанрови од режија, не знам како ќе се пуштаат што. Јас ќе давам знак. Значи, јас ќе давам знак. Ваша задача бенде е она што ќе го видите, веднаш да влезете во штос и да го отсвирите. А на Антонија задача ти е да застане тука на средина и да проба да го истанцува тоа нешто најдобро што може. Без проба, нити знаеш кои се жанровите, нити ништо, па да видиме како ќе се снајдеш. Бива Ти со така? мене треба искрено. Ајде да видиме, Ајде. повели тука, јас ќе бидам Искрено тука. ти со мене. Не, јас сега за сега сум само тука. Ти си само тука, поддршка? само тука. Јас сум судија и не знам што. Ајде. Вака, полека. Значи, бенде подготвено, на мој знак режија одиме со жанр број 1. Антонија, гледај позади и
Тоа е пукај. Не. Ајде да видиме. Оп. Ете го фаќа, Не ме бива тоа, не ме бива. Оп, слушај, чекај. Идеме. Ајде, видиме. Менјаме, бенда, спреми се. Режија, менуваме. Ајде да видиме, идеме сега. Оп. Режија, спремо. Опа! Уште малку. И последно, чочек. Не. Ја мислам дека е положено. Браво! 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпош од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облаш нутро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Тоа? Браво. Што правиме му, бе? Се согласуваш ли добро со твојот менеджмент? Одлично. Функционирате како еден тим, компактно? Функционираме, татко и ќерка нормално мора да Па сега, функционира. кога сте татко и ќерка, кога менаџер и клиент, како и да му дојде тоа? Знаеш, како ги тие работи ги делите? Па, не ги делиме, секогаш сум му ќерка. Не може. Така? И некако секогаш пристрасно гледа на работите и од тој аспект е тешко, меѓутоа многу добро си работи работата, иако никогаш не бил менаџер. Добра. Значи, он си работи скроз друга работа. Апсолутно. Да. Апсолутно. Ама гледам дека му прија и дека уште малце ќерко дури да дам на некој друг и Уште готово, малце. нека се тргне. А добро, кога има конфликт, чија е последната, на пеачката или на менаџерот? На пеачката секогаш, без разлика дали сум му ќерка или Се вклучува во твојот присутност на социјални медиуми, ти се меша во тие па работи? не затоа што не се разбира во тоа. Имаш искрено. многу следачи. Значи имаш колку таму 100 и кусур илјади се Па 107. Да. 107.000 на Инстаграм. Сама си одлучуваш што ќе постираш, знаеш, како води тоа, дали денес ќе се сликам ваму Сама. или видео ќе направам? Сама Да? дефинитивно А репер кој ти најдобро- е? Кого гледаш? Има нешто такво? Па следам многу, ја следам многу Дуа Липа, ја следам Рита Ора, Добро. Значи, Селена Гомес, следам. окей. Следам доста и од Колку за инспирација, колку за не знам што. па Дуа Липа ми е омилена така што. Да? Ја следам доста нејзината работа. Добро. И мене ми е омилена, ти кажам. Да? Да. Се најдовме. Па, токму така. А прв пат некоја, да речем, после Пинк звездички, прв пат некоја слава, кога почувствува? Кога беше тој момент? Кога, знаеш, гледаш дека е нешто различно, не е веќе како што било во детскиве моменти. Па, ајде нека биде кога почнам да снимам песни и кога почнам активно веќе да. А која песна работам. поточно беше онака, како катализатор? Па, дефинитивно првата песна што ја снимив и доста тешко беше да се сними првата песна затоа што кога отидов прв пат кај Лаза во студио, имав 15 години и Лазар бев многу Цветковски. мала, за Лазар Цветковски, поздрав на него. Бев многу мала и дефинитивно пеев. Он така вика дека пеам, дека сум многу мала, имам 15 години, а пеам како 30 и тешко е да ми се направи песна. Ти Тогаш. сигаш да го сватам тоа како комплимент или? Или дека сум или дека не треба да пеам. Така што беше доста тешко за првата песна. Првата песна беше Невреме и кога објавив на YouTube имаше веднаш околу 300-400 илјади прегледи, влеза во трендинг на YouTube и така почна некако све. Тргна работата. Тргна работата, да. Тргна Лазар работата. Цветковски е виновникот. Лазе, да, одлично. Виновник за многу добри работи на нашата естрада. И за многу добри работи што вака лично мене ми се случиле. Така. Искрено. Ајде го погледнеме малку твојот Инстаграм. Ние извадивме некои фотки кои се специфични, да Ајде. речеме, во нешто. Например, имаме прва најкоментирана фотка.
Ајде. Најкоментирана фотка. Значи, ова е најкоментираната фотка. Да. И... Ај ти дај коментар за најкоментираната. Па, тука имаше доста негативни коментари. Така? Зашто сум се сликала во купачи, во бикини, извини. Зашто е ваква позата. Не знам што да кажам. И Дуа Липа вака се слика, па никому ништо. А кај неа нема коментари И кај неа се негативни? има, ама. Вајде, има. Кај секој има. Па Ама тоа. има и позитивни. Има и позитивни. Тоа е добро. Не се сите. Да, Тука добро, сум да. 33 кила потешка од сега. Да? Да. 33? Да. Со каква диета успеа тоа да го направиш? Со нутриционист. Да? Работиш со смееш и не смееш? Така се направи? Па, Браво. дефинитивно Беше работи мачно што не или- смеам. Беше Па мачно. беше мачно, ама за отприлика 50 дена, еве да не претерам, ајде месец. Чекај. 33. За 2 месеци не цели 33 кила. Да. Човече. Месец и пол. Па уште појако. Имаш некоја храна што ти е мака што не смееш да јадеш или не? Па сега не затоа што се навикна, Се веќе ми навикна. стана онака. А се во Навика. животот е навика. Се во животот е Се навика, па така дефинитивно. и да лајкуваш слики, кога сме кај тоа, која е најлајкувана слика. Ева најлајкуваната слика на твојот Инстаграм. Кој е овој дечко? Овој дечко е Иван Јованов, Твојот бивш дечко. бивш дечко. Идеме на следна слика. Добро. Ја водиме емисијата, гледам. Ајде, следна слика, вели водителката. Ова е не, види се, ова искрено, од режија има напишано како најжешка слика. Најжешка. Зашто е најжешка оваа слика? Вие. Пожешко вика здравје. Веројатно мислеле дека најтопло било кај Да, што си па се топло сликала. е реално, да. Да, топло најжешко беше, дека било топло кога беше, си да. се сликала. Колку беше степени овде? Па, беше топличко. Не беше многу, ама беше, да. Каде е ова? Ова е во Херцег Нови. Во Херцег Нови. Да. Добро, ето, некои 30 на степени. Така. Жешко. Во бикини девојка се Да, сликала. И става слика. И Имаме и слика, вели слика со најнегативни коментари. Зашто овде па? Еве сега вика, немој вакви работи, таман реков ќе поспијам. Па другиот вика, добро, тој не е толку лошо. Не е лош коментар. прав маж не сака вакви фуфици. Вели Владимир 220. А прав маж, тоест Аха. маж како него, трча по такви фуфици. Ето. Тоа е реалноста. Владимир, да си знаеш дека Владимир тоа е. И А чекај, последно, а ова па девојка таму некоја Тања вели воопшто не си привлечна. Убаво пееш изгледаш, ама ова е фуј. И зашто правиш да изгледаш вака ефтино? Што ќе кажеш на Тања? не знам, изгледам ефтино многу? А како се цени изглед? Па не знам, еве. Што мислиш? Што знам? Па не е многу ефтино. Бодито е Прилично скапо? прилично поскапичко, Сваровски е накитот, дока и 20.000. Така да Тања не е баш ефтино. Ете, окей. Сукничката е од Зара, ништо посебно. Сукничка ко сукничка. Ама последниот коментар е најбитен. Каде, Тој кој? најдоле. Кој? За кој? Ако не планираш да имаш маш во животот и деца, тера на овој начин прав маш не сака. А ти го прочита уствари. Да, со Извинувам. фуфиците. Со фуфиците, Извинувам. да. Ама ова ако не планираш да имаш маш во живот? Имаш маш во Како да не живот? планирам? Планирам. Сега си Сакам да сум млада мајка. Сиво врска сега или не си? Сега моментално сум во сама себе врска. Зашто мора да откривам дали сум во врска или не? Апсолутно. Нема никаква Доста ми беше Таман више работа. од објавување нешто од мојот А приватен објавува, живот. имаше Па порталите искрено пишува- си објавував и јас и веќе дефинитивно сватив дека не треба да објавувам. Затоа што некако после се замараш со такви работи од типот што пишале, не па пишале? не. Престана? Никогаш не сум се замарала што пишуваат и како пишуваат, не дека не сум читала, секој чита, нормално и позитивни, добро. негативни коментари, меѓутоа последнава година сватив дека
дефинитивно треба да го зачувам малце приватниот живот. За мене и да не објавувам толку многу слики, многу видеа, кај сум, што сум, како сум, дефинитивно тоа треба да биде моја работа. Добро, тоа те направи на некој начин да си, како да кажам, да созрееш малку побрзо што би требало инаку? Па да, изминатиот период и беше таков. Полн со лекции научени. Зашто имаат и баш онака знаат да извадат и некои баш гнасни глупови наслови. Знаат. Знаат и не размислуваат дека, да се стават на местото на моите родители, пример, ако има лекерка и ако го прочитаат таквото нешто за керка, како би изгледало, види, дали би било ја би ти дал сега шанса, чисто на некој од тие такви наслови, да чисто им вратиш. Хајде. Значи, да видиме некои наслови, кои што се така, специфични и еве шанса ти да видиме што ќе им кажеш нив. Од типот на Антонија му откаже на Артан Груби. Менаџерот ме пријавил без да знам, мене политика не ме интересира. Така било? Па, менаџерот ме пријавил без да знам. Ова е скрос некако глупаво напишано. Меѓутоа да, не знаев дека се работи за било што или да има било каква политичка конотација, не знаев. Не знаел ни менаџерот тогаш со кој што работев и едноставно кога дознав го прекинав тоа, видов дека објавиле на Facebook. Так. Кога видов се фрапирав затоа што доста негативни коментари, не сакам да влегувам во нешто што е поврзано со политика. Тоа ти е став, мислам, така и би терало и понатаму? Дефинитивно. И да те викаат по митинзи некогаш виднина, не би тоа, а? Не би сакала. Подалеку од тоа. Добро. Да. Ај уште еден да видиме. Вика, ослабе 25, ама греша 33. 33, ама ова е пред да ослабам уште толку. Ова е во процес на Во процес слабење. е ова, да. Во процес на слабење. Види, никогаш самоуверена, никогаш посмела. Добро, ова не е ни толку лош наслов. Па не. Не е ни толку лош. Ајде да видиме уште некој што пишувале. Искрено со Иван Јованов за неверството. Опа, за неверството на Антонија. Ова ништо не знам. Ова него ни знаеш, можда? Не, го Релативно знам, ново ова е, е, знаеш ли? ова е се збори веќе две Некој. недели наназад, искрено, и секакви коментари, секакви Се имаш чуено. глупости. Па, види, приказната секогаш си има две страни, секоја приказна има две страни. Меѓутоа не е важно, на крај крајава, зашто секогаш Твоја страна да кажеш или не? Па ќе ја кажам некогаш. Ето така. Може би. Ќе чекаме да. Зашо кажеш на таму. секој крај од некаква врска било каква да се коментира кој е крив, кој не. Стапот има два краја, муабетот нема Така крај, си така е. викаат. Ајде одиме. Уште некој имаме ли? Ова е најакото. Ова е најакото. Damn! Прочитај го. Антонија правела тројки у кревет со колеги и колешки. Абе, ти да не си Затоа ја бил, бе. откачил дечко и му било срам заради малото. Damn! Какви се... Какви ова е- тројки бре, Антонија, бре? Не знам стварно, не знам ни за кои колеги станува збор, значи. Не знам, стварно. Ти на ова, што викаш? Ништо. Немам коментар. Ништо. Ова е, не, шала на страна, ова е стварно многу без вези, многу е гадно. Мислам, моите родители го читаат ова, без разлика дали нив, дали се навикнати да читаат за мене или не, ова секого може да погоди. Да. Некој многу лошо може да влијае. Без разлика, не е важно дали сум ја или некој друг, ова се глупости. И ова мислам дека е стварно срамота да го напише некој. Или да го помисли дека треба да го напише. Да седна позади статура и да го напише. Ова ми е смешно мене. Тебе е смешно ти? Бар тројки да беа, тоа четврки била. Бар четврки. Ајде! Не. До шестки ќе стигнеме, чекај. Слушај, ајде сега, види, може за кошарка зборат? Да. Кај ја знам, од Па кревет. види, таков човек може и шут. стварно да помисли на тоа, пошто толку е интелигенција толку. Ајде вака, да повикаме ние повикај пријател да направиме. Дали може да ни се придружи тука нашиот другар Жарко Јовановиќ? Антонија, Жар,
Жаре е познат глумец, Куманово. Како тебе исто? Исто, дури уште Колега. подобро. Па жаре. Да. Ова е нешто ново. Значи, и не сме го правиле ни ја нити ова, тоа е скроз ново, ама тоа е нова сезона, нови работи. Па мора. Значи имаме два сада, Жаре. Во едното имаме ситуации, во другото имаме ликови. Влечеме ситуација, влечеме ликови. Треба да се импровизира на лице место што и да ни дојде. Значи ситуација, ликови, ги ставаме ликовите ситуација и како би изгледало тоа. Така. Ајде да Да видим. ми се жаре да ти се падне. Ево го. Да, замисли. Читај. Читај ти всушност. Ајде. Ајде. Келнери двајца гости во кафана. Значи ситуацијата е келнер и двајца гости во кафана. Добро, сега гостите. Сега значи овие тројца требаат. Дај келнерот, ајде. Да. Јас ќе правам, ја ќе бидам келнер. Ајде. Ја Ја двата гости. Ти ќе бидеш двајцата гости, да. Подели се на две. Ѓорѓе Иванов. Гледаш? Ќе ми треба помош од тебе. Мал туторијал. Добро. Значи Ѓорѓе Иванов, а во Слаткар е едниот, Еј. и Аца Лукас. Па добри гости одбране. Чекај сега, значи вака. Во кафана, Ѓорѓе Иванов Ги служи као? Ги служи Слаткар и Аца Лукас. Дај ми малку Ѓорѓе Иванов. Вајп. Како треба? Како така? Иванов вајб, дај ми Па ствар. така со главата малку ќе Вака. почнеш и рто немој да го заборавиш. Да кажам. Така не можеш да кажеш можам. и биди учтив, културен. Па и не можеш да зборуваш многу. Добро. Поведајте што ќе да начате. Сека Слаткар, а? Чекај. Те знам тебе, Слаткар. Слаткар. Што ќе да начаш? Па шо знам, бе, брат, не знам, може на пример. Ај шо ќе ми препорачаш да... Ќе ви го препорачам менито на денот. Шо е, бе, брат? Тоа мени на ден сега Мени не на ми е денот јасно. е мени на денот. Нема шо јас да ви објаснувам. Како беше тоа? Шаша вама функционира. Шашаво функционира. Ај се, Аца Лукас, а? Аца Лукас, ајде. Водете, господине. И шо збориш, бе, брат, како сватиш шо сакаше да каже, бе? Си го разбирам јас, господинот. Вие, рапеду, што ќе нарачате? Шо ќе нарачам? Ако сакаш израпуј ти нешто може, бе, брат, пошто ја као рап зборувам, ме разбираш? Да израпуваме? Па ајде Бла, да бла, бла. зборува. Бла, пази вака. Сакаш една нарачка да израпуваш? Па може бе, само пробај. бендот нека почне. Ај бенде нешто, дај му некој топ, поп, полека. Опа! Може, браци, мекици, кифлици, две пици, поховани таблици, печени прасици, месо нешто дај ми, риби на жици, бомбици за крај, електри само нешто ти ми дај, сакам 2-3 еклери, ајде дај ми дај, вако сакам и да пијам, бракија ми дај. Тука веќе со мојава нарачка, братче, сакам да издавам крај. Опа! Музика за одјава за Жарко Јовановиќ, ело ваму. Ај! Ама Жаре! Заре! Зар. Доста добро беше ова. Добро испад. Не ми е несредено, само си чувам работи. Ти не знаеш кога ќе ти затреба нешто. Гледај. Мобилни телефони, така? Гледај се. Овие мобилни на времето држаа батерија по недела дена, бе, некако модерниве телефони. Океј си, сега немам ништо против модерни телефони, ама знаеш, ќе им цркне батерија, она, и зашо пример да не се најде овој. Многу добар телефон беше овој на времето. А Жеро, од кога го чуваш? Види, тој престана да работи негде кога бе втора, трета средно. Значи од 2002, трета, четврта.
Голема чест и задоволство е да се игра на Европско првенство дома. На 5, 7 и 9 ве очекуваме на трибини. Ве повикуваме да бидете нашиот 8 играч. Нека пеат милиони во еден глас. Ние сме спремни да го оставиме срцето на терен. Ние ќе играме со срце, а вие навивајте со срце. Предизвикот е прифатен. Навивачите се на потек. Навивајте за нас. Дојдете и бодрете не со срце за Македонија. Срце на терен. За кого? Билетите може да ги купите во сите продажни места на МК Тикетс низ државата. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со кликни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Во вистински момент ми излеговте во пресрет. И многу брзо, не очекував дека ќе дојдат. Доаѓаме кога и каде, вам ви одговара. Со колегите многу сериозно си ја сваќаме работата. Ама тоа не е се. МКеш има еден куп други поволности, како програма за препорачен пријател и програма за лојалност. И дури и тоа не е се. Земи кредит до 31 декември и можеш да освоиш супер новогодишни награди. М1, М-брзи, М-најдобри, М-кеш. Братове, дедо, кај отиде? Дедо! Оваа зима, заштеди електрична енергија со горење машините за перење со инвертер мотор. Плати помалку, доби повеќе. Корење. Формулацијата Beauty колаген на Фарма Витал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Глобалните лидери Деволт, Стенли и Black & Decker се веќе 25 години во Македонија преку СБД МК. Ви подаруваме 25% попуст буквално на се. Сакате премиум професионален или хоби електричен алат, апарати и алат за градина и дом, или можеби врвни апарати за домакинство. Се на едно место во СБД МК и буквално се на 25% попуст. Провери на sbd.mk или во продажната мрежа низ државата. 25 години СБД МК, 25 години создаваме заедно. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се. Но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
е за нашите партнери. Замислете си планинска кукичка, удобна фотелја, а во рацете шолја топ-пол планински чај Good Nature. Исклучително пријатен мирис и вкус кој ќе ви ја обвиткува душата со смиреност. Секогаш имајте време за шолја добар Good Nature чај. А ако го погодиш брашното, левот не може да е лош. Долго време го користам само моето брашно од Кадино и велат тимо што победува не се менува, затоа јас и моето брашно сме шампиони во кујната. И слушнете го ова. Многу е штедлива, има топ карактеристики, изгора на се одлично изгледа. Може да се каже и за некоја девојка, но 100% може да се каже за новата машина за перење од горење со супер цена и попуст и 10 години гаранција. Побрзете, видете ги промотивните цени на mk.gorenje.com. Пред да продолжиме, мене ми требаат само уште неколку клика на мобилен и веќе ќе имам нарачено храна за цела екипа, тоа ќе го направам веднаш. Најдобри се, со најбрза достава и најљубезни доставувачи, плюс се македонски бренд. Во очи, за мене ништо важно не ке ти кажа. И ти е тајната е кријат. Во моја корист знам и ке те лажа. Слободно читай ми одусни. На нив ке прочиташ ни нешто важно. Колку ли пати како тебе. Со нив сум љубела, сум ге љубела лажно. Mi sappisai buona banchive, da mi da se to mesto za mene. O to mesto tu, moj son, vedeni žela teška erenton. A trenutne ni mrak od noge i bez sebe ne čuvam oke. O to mesto tu, moj son, vedeni žela teška erenton. Pogledaš во очи, за мене ништо важно не ке ти кажа. И ти е тајната е кријат. Во моја корист знам и не те лажа. Слободно читай ми одусни. На нив ке прочиташ ли нешто важно. Колку ли пати како тебе. Со нив сум љубела, сум ге љубела лажно. Mi sappisai buona dlankive, da vide se to mesto za mene. O to mesto do moj son, me deliš ela teška erenton. A trenutne ni mrak od noge i bez sebe ne čuvam oke. O to mesto do moj son, me deliš ela teška erenton. Многу среќа понатаму во кариерата, ќе се гледаме пак, ова е трети далеку од последен пат што си во емисија, ќе имаме уште многу гостувања, се надевам и многу убави поводи и сето тоа. Ние те испраќаме, се разбира, со најдоброто од Македонија, од Good Nature. Зегин се нашите пријатели, имаме од ординација докторанчески ваучерче кој ќе си оди исто така за тебе да си го користиш за разубавување, одржување и сето тоа. И имаме и за вас подарок, значи сите што гледате само овој вторник на 8 ноември, 20% попуст на моделирање на усни. Јавете си се во докторанчески овој вторник. 20% попуст на моделирање усни имате сите, а сега ќе завршиме емисијата, ќе си ја завршиме со повторно пеење, може? Може. Бендот си е тука, си е спремен се. Одиме така. Ајде, Антонија Гиговска.
така, овде е крајот на првата епизода од оваа 14-та сезона. Ова го правам зашто е крај, хартијата и сценариото не ми требаат. Бидете и вие одговорни, бидете примерни, сортирајте отпад, стаклен, пластичен, хартија, една ни е земјата, мора да ја чуваме, а во право време стигне и најдоброто азиско, преку кликни јаде и другар седни, намести се, раскомоти се, извади ни го јадењето за цела екипа е. Имам попуст цел ноември. Нели цел ноември имам попуст кај нив. Цел ноември, така е. Ако не се лажеме до крај на годината. Ти само вади и ставај. Екипа, спремајте се за јадење, публико, благодариме што не гледавте следната недела. 18:30, Роберт и Панки заедно после кој знае колку години. Куку леле во 1 на 1. Завршуваме како што ветивме со Антонија Гиговска. Чао! Sama, rano do rano, stoja kako tetovaži, magla pana, se mirisa na naši, spomeni praznih flaši, nespijeni nogi, kaži ko te ljubi, ko te maži, kaži mi laži, laži, da li ušte srce traži, ili duša ušte mrazi, ko te ljubi, ko te vozi, laži me, laži, laži, neka te teši druga, koga imaš nogi prazi, a koga ima magla, te vidi me, a koga pak je panom, te tegni me, a koga ima magla i mi se ruši svet, samo jedan povik je smeni se, a koga ima magla, te vidi me, koga pak je panom, te tegni me, a koga ima magla, od zori pa do samrat, da još te naš zaglom, ti sluši me, ti sluši me. Pagam jaz, na tvoju čarom da izgubam balans. Dobro da su sama, ako me nema nas. Ko te ljubi, ko te mazi, kaži mi laži, laži, da li ušte srce traži ili duša ušte mrazi. Ko te ljubi, ko te krši, laži me, laži, laži, neka te teši druga, koga imaš noge prazi. A koga ima magla, te vidi me, a koga pak je pano, te tegni me, a koga ima magla i mi se ruši svet, samo jedan povik da smeni se, a koga ima magla, te vidi me, koga pak je pano, te tegni me, koga ima magla, od zori pa do samra, da još se naš zaglom, ti sluši me, koga ima magla, te vidi me, koga pak je pano, tegni me, koga ima magla, od zori pa do samra, da još te naš zaglom, ti sluši me. Magla, bez tebe se mi je magla, i ništo ne mi je zaglom, a сега dođeš mi i odiš pa se vam pate, osame da to